Многу музика и забава за сите генерации нуди годинашнава стопанско-туристичка манифестација Тиквешки гроздобер. Легендарните риблја чорба и парни ваљак се само дел од музичката понуда. Ке се пие вино, а ке се јаде и грозје. Кавадарци од утре ги отвора вратите за сите добронамерници кои сакаат да поминат незаборавен викенд во градот на грозјето и виното. Денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов заедно со представник од агенцијата Пиволенд која го организира гроздоберот ја најавија официјалната програма. Предстојните неколку дена, односно 2, 3 и 4 септември, ќе бидат празник за душата на цела Македонија во организација на општина Кавадарци и компанијата Пиволенд кој што го организира во име на локална самоуправа Кавадарци овој настан. Во тој смисол би сакал од мое лично име, од името на градот Кавадарци, сите кавадарчани, сите граѓани на Република Македонија, сите пријатели на градот Кавадарци и сите оние кои што сакаат да уживаат да ги поканам и да бидат гости наредните 3 дена во Кавадарци. Имено 2, 3 и 4 символично одбележуваме една вековна традиција, а тоа е чествувањето по повод Тиквешкиот гроздобер и најголемиот настан кој што живот значи за екзистенцијата на нашите сограѓани, како низ историјата, така и денес, така и понатам. Во тој смисол, би сакал да ве запознаам дека во предстојните неколку дена имаме неколку настани кои што се поврзани со традицијата и би издвоил неколку од нив. Целокупната манифестација започнуваме во четврток, во 19:30, кога на плоштадот ќе имаме целовечерен концерт посветен на Никола Бадев, или 40 години од неговата смрт. Тоа е наш сограѓанин, кавадарчанец, широко познат во Република Македонија и можам слободно да кажам човек со најубав глас на Балканот. И оттаму сите љубители на народната музика ги поканувам да бидат сведоци на ова чествување во чест на Никола Бадев, со што и почнуваме со празнувањето на Тиквешкиот гроздобер. Во петок, на 2.9, би издвоил неколку од настаните. Еден од настаните е подсетување на чаршијата кој што Кавадарци ја има и кој што е сведок на целокупната историја на Кавадарци. И преку фотографии може да сите се запознаеме за тоа што било Кавадарци, каде се случувале овие настани, а воедно и да луѓето се потсетат на тоа каде за прв пат се организирал Тиквешкиот гроздобер. Друг настан би го издвоил настапот на нашата македонска група Фолтин и риблја чорба, што ќе се случи во 20:30 на истиот ден, и риблја чорба во 22 часот. И ве поканувам сите на добра забава, на добра чашка, нели, со умерено пиење. Сабота ни е клучниот ден кога пристигаат сите делегации на побратимски и пријателски градови на градот Кавадарци, ги има околу 20-тина. И тука клучен настан е концертот на Парни ваљак кој што ќе се случи некаде пред 23 часот. Недела е можеби најубавиот ден, тоа е денот посветен на нашите најмлади и од таму би издвоил 2 настани, а тоа е детскиот карневал кој што неколку години наназад е можеби најубавиот и најмилиот настан на кавадарчини на сите оние кои што се присутни тука, како и настапот на трибјутот на Coldplay и атинската група Бангладекс, кој што се желба на нашите млади и кој што навистина верувам дека ќе го задржат вниманието на сите граѓани на Кавадарци и пошироко. Би сакал да уште еднаш еве упатам покана до сите македонци, до сите кавадарчани на привремена работа во Скопје, на привремена работа надвор од Републиката, да бидат домаќини во Кавадарци, а на сите гости пријетно да се чувствуваат во општина Кавадарци и убаво и незаборавно да си поминат во Кавадарци. Од агенцијата Пиволенд најавија дека ќе се погрижат максимално годинешнава манифестација да помине во најдобро светло. Се надеваме дека од 1 до 3 септември ќе бидете наши гости
во град Кавадарци, кој што е навистина едно убаво градче и кој што ја чува традицијата на тиквешкиот гроздобер. И дека ќе се забавувате. Се надевам дека нашата организација успешно си ја изработи задачата и дека настапите кои што се поканети да го забавуваат народот тука, нели, ќе ги задоволуваат различните вкусови кои што, може еден фестивал да ги има. Градоначалникот Панов очекува дека за време на викендот манифестацијата Тиквешки гроздобер ќе биде масовно посетена. Се очекуваат над 50.000 посетители. Мерениот капацитет на нашиот плоштад е околу 20.000. Сигурно дека очекува многу повеќе или дупла повеќе, затоа што концептот на Тиквешкиот гроздобер е живот и живење и забава на целиот град, не само на градскиот плоштад. Оттаму и вие сте сведоци минатите години дека различни вкусови се надополнуваат по нашите ресторани, каде што се канат балкански звезди и тие го надополнуваат она што, нели, ако имаме еден настан и тој не соодветствува со вкусот на некој, тој може слободно да отиде во ресторан кој што сигурно ќе биде и преполн. Така што очекувам минимум 50.000 луѓе кои што ќе бидат гости во Кавадарци. Тука зборувам за сите оние кои што ќе се вратат да си ги видат фамилиите, да се видат со своите, односно децата најчесто се враќаат да си ги видат своите родители за време на Тиквешкиот гроздобер и сите оние пријатели кои што ги имаме надвор од државата, кои што ќе побараат, односно ќе посакаат или ова ќе им биде причина да се видат со пријателите. Централната манифестација е винскиот карневал, кој исто така ќе има богата понуда. Ќе има учесници од повеќе збратимени и пријателски градови. За најдобрите домашни маски ќе се доделат и 3 награди. Ова година се одлучивме со организаторот да потрошиме дел од финансиите во делот на наградите за карневалски групи и тоа на домашни карневалски групи, затоа што не може да очекуваме да луѓето од страна на тематските групи да ни ги спремат. Така што има околу 10 веќе пријавени на конкурсот. Тие добро знаат дека првата награда е 1500 евра, втората е 1000 евра и третата награда е 500 евра, со тоа што следува соодветен надомест за сите учесници. Значи, никој кој што се пријавил на конкурсот нема да остане без денар. За да ја отстранеме пристрасноста за тоа која маска е најдобра, одлучивме со организаторот да покрај еден представник од локалната самоуправа во жирито биде господинот Брумен, Бранко Брумен, кој што е долгогодишен пријател на Кавадарци, словенец, подпредседател на ФЕК на светско ниво, како и нашиот представник од Струмица, господинот Цицимов. Така што се надевам дека тие ќе ја изберат најдобрата маска, односно најдобрата група и гревот на одредени субјективизми може да се препише само на нив, а не на нас. На крајот на криштата мислам дека тие се доволно компетентни за да дадат суд за тоа која маска е подобра од другата.